Значи, овој амандман кој што го баравме на комисијата се однесува на, се извинувам малку, значи да остане она право кое што го има социјално загрозените лица, а тоа е 1000 денари да добиваат за покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството, кое е неопходно и тоа право да остане 12 месеци во годината, како што беше и досега. Бидејќи сега со новиот закон за здравствена заштита, ова право кое што со години наназад социјално загрозените семејства го користеа, оваа влада реши со овој закон ова право да го скрати, односно ова право за 1000 денари дополнителни средства на социјално загрозените граѓани за потрошена електрична енергија во домаќинствата од 1000 денари се намалува на само 6 месеци или се намалува за 50%. Јас во контекст на ова ускратување на едно право кое што граѓаните го имаат години наназад, а оваа влада сега го ускратува, сакам да нагласам и дека министерката Мила Царовска реши да прави реформи во социјалната заштита и јас и останатите мои колеги не сме против реформи, меѓутоа за реформи кои што опфаќаат поголема група на граѓани и реформи кои што ќе доведат до подобрување на состојбата на граѓаните. Сум и ги поддржувам такви реформи, меѓутоа реформи каде што се ускратуваат одредени права на граѓаните, како што сега со новиот закон за социјална заштита се прави, односно го прави министерката, не поддржувам такви реформи и затоа од тие причини ние пратениците од ВМРО ДПМН заедно со коалицијата поднесовме амандман и се надевам дека мнозинството ќе има разбирање за оваа категорија на граѓани кои што добиваа месечно по 1000 денари за потрошувачката на електричната енергија, да остане и да продолжи понатаму тие да користат 1000 денари на месечно ниво за оваа намена, бидејќи нивната состојба и без тоа е многу лоша, сега со ускратувањето таа се уште повеќе се влошува. Затоа мислам дека ќе има разбирање и дека владеачкото мнозинство ќе го поддржи Ви благодарам. тој амандман кој ние го предложивме.